Вести на Канал 8. Барањето согласност од градинката Павлина Велјанова за поголем број деца во воспитните групи беше темата околу која се вжештија дискусиите на седницата на Советот на општината. Во расправата за ова прашање советниците потрошија скоро 1 час. За на крајот да се заклучи дека трајно решение за сега нема, па согласноста беше одобрена. Со години нема вистинско решение за пребукираноста во сите објекти на детската градинка во Кочани, поради што не може да се задоволи интересот на сите родители, нивните деца да добијат предучилишно згрижување и воспитување. Недостигот од воспитен кадар е главната причина за таквата состојба, а согласност за нови вработувања, освен од општинско, треба да се добие и од повисоко ниво. За решавање на проблемот само делумно помагаат парцијалните решенија со кои се зголемува бројот на деца во воспитните групи, поради што дел од најмалите сограѓани не можат да бидат примени, па останува за нив да се грижат најблиските во семејството. Извештајот за работењето на градинката и незиното барање за ново проширување на групите ги испровоцира прашањата зошто разгледувањето на оваа тема се повторува секоја година. Дали има стратегија установата за решавање на овој проблем и како е можно овој проблем да биде веќе еднаш решен? Затоа што реакции за зголемен број на ученици има и од родителите, па некои се на листа на чекање, па има негодување зошто во овој објект не ми е примено детето, него во друго ми испраќаат. На некој начин можеби ќе се ублажи, нема да се реши комплетно проблемот, меѓутоа мислам дека ќе се ублажи со тоа што сите знаеме дека во фаза е изградбата на градинката во населба Оризари, така да мислам дека со изградбата на оваа градинка, која што верувам дека за кратко време ќе биде пуштена во употреба, мислам дека некаде околу 50 дечиња, сега карикирам со бројката, не можам точно да кажам, на некој начин ќе бидат префрлени во оваа градинка и на тој начин ќе бидат растеретени. Образложението на советникот Митев наместо смирување предизвика нови дискусии во кои беше речено дека децата не можат да се третираат само како бројки, а обезбедувањето нови простории немало да го реши основниот проблем со недостигот од стручен кадар. Веројатно целта му беше да каже дека ќе се отвара нова детска градинка, ама со тоа нема да се реши ни најмалку проблемот, освен ако гледаме само на хартија. Значи, ако ги претвориме децата во бројки и да ги поделиме на простории и воспитувачи, тогаш ќе биде состојбата подобра. Меѓутоа се сомневам и не верувам дека некој од населбата Текишински лози или Бејрут натаму, што се дека ќе носи нели своето дете, значи во тој клон пак ќе биде иста состојбата. Ние како менталитет на луѓе сакаме седање, да ми прости разборо, до газу. Сакаш тука да ти е градинката, тука да ти е школото, тука да ти е ова. Извините, колега, советник, ама не сте во право. Ако живееш во Солун, во Белград, во Софија или во некој град, 15 км ќе возиш детето на градинка. А зашто да не од Текишински лози да не го носи во Оризари? Зашто да не? Одговара му, може да го носи. Многу ли пари ќе плати? Шо е проблемот? Него научени сме се до нас да не биде. Колега, да беме барем Солун, ако не нешто повеќе, друга ќе беше ситуацијата. И платите ќе беа други, се ќе беше различно. Значи, овоа Кочани, луѓето тука се навикнали на друг начин на живот. Од Оризари до клонот кај Руен има 2 километра, а до Текишински лози има уште 4 километра. Значи, троstruko е поскапа, еве за тоа нема да ги носат. За да се врати дискусијата на изнаоѓање вистинско решение за проблемот, беа дадени предлози со барање тие да се разгледаат и да се одбере најприфатливиот. Друго решение за растеретување на капацитетите би било со отварање на дополнителни градинки во објектите каде што моментално се одвива образовен процес во смисол на основно или на основно училиште пред се. Ние имаме и еден таков пример, тоа е во отворање на нова детска градинка во селото Бели. Јас коректно прашав, меѓутоа после ваквите дискусии не знам колку ќе може и директорката да ми каже дали тие направиле собствена анализа на потребите кои што ги имаат како установа за да може да се реши овој проблем. Имаме простории слободни во градинките во Усова чешма, во Руенската градинка, така да ние немаме проблем со просториите, ние имаме проблем со кадар кој што ќе ги обслужи тие деца. Јас мислам дека
за да го решиме заеднички овој проблем, треба сите да аудираме да директорката или локалната самоуправа поведе сметка за поголем број на вработување во овој дел во градинките, за да може да се обслужи големиот број на деца. Директорката на градинката рече дека работите можат да се подобрат во наредниот период, бидејќи се очекува известно зголемување на бројот на вработените. Дел од вработените кои што беа ангажирани под Агенција за привремено вработување веќе се трансформирани вкупно 10, односно 5-6, во месец декември ќе добијат уште 5 и во наредната година во месец септември уште 5. Значи со тоа ќе се заокружи една добра бројка од 15 вработени ќе бидат трансформирани на неопределено време. На крајот од расправата, советниците дадоа согласност да се зголеми бројот на деца во воспитните групи, иако со тоа се надминува законското ограничување. Беше речено дека ова се прави само за да се задоволи интересот на родителите, иако потребно е да се направи стратегија на општинско ниво, што ќе помогне во иднина да не се случува повторно да се разговара за истите проблеми. Во Облешево се одржа 20-та редовна седница на Советот за развој на Источниот плански регион. Точките што се разгледуваа на состанокот главно се однесуваа на унапредувањето на туристичките потенцијали и подобрувањето на инфраструктурата во регионот. Градоначалниците од Источниот плански регион одржаа редовна седница на Советот за развој, на која се разгледуваа неколку точки поврзани со проектите што треба да се реализираат во наредниот период, а кои треба да овозможат подобрување на инфраструктурните услови и поголемо искористување на туристичките капацитети и потенцијали. На седницата, чиј домаќин беше општина Чешиново Облешево, беше представена листата на предлог проекти што локалните самоуправи ги пријавиле на повикот од Центарот за развој на Источниот регион, а кои се однесуваат за наредната година. Беше речено дека пристигнале 24 пријави, од кои по направената селекција за разгледување пред Советот на градоначалници се понудија 7. За градоначалниците од регионот се одржа и презентација на финалната верзија на стратегијата за развој на туризмот во Источниот плански регион со акционен план за периодот од 2015 до 2024 година. Овој стратешки документ е финансиран од страна на програмата за зачување на природата во Македонија или конкретно Швајцарската агенција за развој и соработка. Пред 10 дена беше јавната расправа и сега е фактички на дневен ред донесување на одлука за усвојување на стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион. Заедно со предходната, пред градоначалниците се најде уште една точка што е поврзана со развојот на туризмот. Според Здравева, незината важност е уште поголема, затоа што се работи за реализација на меѓурегионален проект. Имаме уште една значајна точка, а тоа е примопредавање на изработена комплетна инвестиционо-техничка документација за патишта, паркиралишта, автобусни постројки и патеки на Пониква. Вие знаете дека Осоговието е зацртан приоритет за развој на туризмот во наредниот плански период. Паралелно со тој проект веќе е изработен и проектот за хоризонтален и вертикален транспорт, односно изведба на жичариски лифтови на Пониква. Меѓутоа тој проект ќе биде предаден на општините Кочани, Пробишти и Крива Паланка, значи тоа е меѓурегионален проект на наредната седница на Советот, бидејќи фалат уште некои вака дополнителни технички работи што треба да се привршат. На 20-та седница на Советот за развој на Источниот регион се разгледаа и прашања поврзани со номинирањето лица за присуство на обуки од областта на животната средина, како и за доставување документи за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Продолжува асфалтирањето на планираните улици во Кочани и Оризари со заемот од Светска банка. Денеска започна асфалтирањето на улицата Февруарски поход. Благодарение на убавото време, деновиве се интензивираат работите за асфалтирање на улиците во Кочани, опфатени со проектот финансиран со кредитот од Светска банка. Отпочна асфалтирањето на улицата Февруарски поход. Сведоци сме на асфалтирањето на улицата Февруарски поход, која што е во населбата Бејрут со должина од 460 метри, широчина од 6 метри. Очекуваме дека со ова темпо, како што идат работите од изведувачот Евроинк од Гергелија, дека ќе ги запазат роковите кои што ги имаат постигнато и некаде до март месец ќе бидат завршени апсолутно сите градежни работи на сите
улици. Подсетуваме дека се работи улици одново со поставување на фекалната и водоводот од страна на комуналното предпријатие Водовод, а додека ние и заедно со Евроинк ги градиме подпорните зидови, ја градиме атмосферската канализација и се врши асфалтирање на овие улици. Започнато е и асфалтирање на улицата Димитрија Лазаров, што е со должина од 217 метри и широчина од 5 метри. Понатаму ќе се продолжи со асфалтирање на улицата Разловечково стание и дел од 15 македонски корпус. Чешиново Облешево доби економски совет што ќе помага во подобрување на бизнис климата. Го сочинуваат представници од стопанските капацитети кои функционираат на територијата на општината. За решавање на проблемите со невработеноста, како и за поефикасен и побрз стопански развој, локалната самоуправа на општина Чешиново Облешево во иднина ќе добива поддршка и од надворешно тело. Се работи за економски совет, што е формиран деновиве, откако претходно иницијатива за него дале представници од локалниот бизнис сектор. Советот ќе биде постојано работно тело во рамки на општината, а негова задача и цел ќе биде да ја подобрува комуникацијата помеѓу бизнис секторот, локалната самоуправа и сите социјални партнери. Исто така, тој треба да помогне во утврдувањето на приоритетите за подобрување на бизнис климата на локално ниво, а со реализација на проектите што допрва ќе се предлагаат, треба да се намали невработеноста на територијата на општината. Економскиот совет на општина Чешиново Облешево брои 7 членови, односно представници од фирмите Евроконтрол, Макмлин, Осогово Милк, Јанитекс, Екстра Фунги, Гомил и Дебони. Во постојното работно тело на економскиот совет, како постојани членови, исто така влегуваат и градоначалникот и председателот на советот на општина Чешиново Облешево. Се најавува дека веднаш по формирањето, економскиот совет ќе го одржи и првиот работен состанок, на кој ќе биде предложена програмата за работа и ќе се утврдат приоритетите за економски развој на општината. Во силна конкуренција од 23 ученици од исто толку градови од Републикава, на Републичкиот надпревар млади библиотекари, ученикот Стефан Митик од основното училиште Димо Хаџидимов од Скопје го освои првото место. Домакин годинава беше Кочанската библиотека Искра. Ученикот Стефан Митик од основното училиште Димо Хаџидимов од Скопје со вкупно 108 поени е победник на Републичкиот надпревар млади библиотекари, чиј домакин годинава беше Кочанската библиотека Искра. Второто место му припадна на Игор Стојков од основното училиште Тодор Јанев од Чашка Велес и третото отиде во рацете на Јована Божиновска од основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Овој надпревар е навистина одличен надпревар. Прашањата беа навистина лесни и подготовките траја околу 1 месец, бидејќи и на општинскиот надпревар во Скопје бев прво место. Па ова ми е веќе трета година да учествувам на општински надпревар, а втора година на државен. И надпреварот е навистина добар. Ми представуваше чест и задоволство да учествувам на 16-тиот републички надпревар по библиотекарство, каде што го освои второто место. Прв пат ми е да учествувам на републички надпревар, а втор пат на општински надпревар. Овој општински надпревар го освоив првото место, тука второто место. Имав максимален број на поени, но преку елиминациониот круг Стефан беше подобар од мене, го заслужи првото место. Без оглед кое место сум и јас ќе бидам побогат со знаењата за една голема наука, една многу важна наука, која е многу интересна наука. Мислам дека прашањата беа многу лесни и супер, многу сум задоволна од резултатот. Ке ми значи бидејќи со тоа ќе бидам побогата во знаењето за библиотекарството и културата и во секојдневието секако. И почесто ќе ги посетувам библиотеките, бидејќи сега знам како се работи во нив и каква е работата. На Републичкиот надпревар учествуваа 23 ученици од исто толку училишта и градови од Републикава. Претседател на комисијата на надпреварот беше Блага Спиридонова од Штип, а членови Мара Анастасова од Кучани и Јордана Пешевска од Битола. Надпреварот се спроведе во организација на Библиотекарското здружение на Македонија. Значењето на овие надпревари не е само за учениците. Ги поттикнува да ја засакаат прво книгата, потоа библиотеката, а како трето веќе може да сакат и професијата. Значи, почнуваме со книгата,
прешколската возраст нормално почнува со сликовници дека натаму и се развива нагоре. Потоа надпреварите во основна школа веќе се зрелите, се завостено се определуваат каде ќе одат, може да биде ова насока да се определат да одат на јазични групи, па натаму да продолжат библиотекарство. Значи и кадарот се подобрува на некој начин библиотекарскиот кадар, а воедно и самите учесници знаат што е библиотека. Чест и гордост е да се биде домакин на еден ваков голем надпревар, тој е 16-тиот на надпревар на млади библиотекари, републички надпревар, како членка на библиотекарското здружение на Македонија. Значи, ќе ги подржуваме ваквите надпревари понатаму. Горди сме што не избраа за град домакин. На денешниот надпревар учествуваат 23 учесници, ученици од толку училишта од целата наша држава, покажаа многу солидно знаење. Горди сме со тоа, се радуваме и му честитаме на прво наградениот Стеван Митик од Скопје и му посакуваме и понатамошни успеси во учењето, во да ја избере областа библиотекарство како позив. Му препорачуваме и самиот изјави дека многу интересна област и посакуваме и понатаму да се прошират овие републички надпревари. Посакуваме искрено да се продлабочи со средното училиште, значи да се опфатат учениците од средните училишта. Имаше период кога компјутерите и интернетот си го направија своето и почнала да се намалува бројката на корисници на книгата и пишуваниот збор. Но радува фактот дека сега помина и тој период кога децата се презаситија од интернетот и пак се враќаат на книгата. Сватија дека книгата и пишаниот збор не може да ги замени ништо. Додаде Николов. Сертификати за успешна реализација на активностите од проектот Јазична писменост добија наставниците од Основното училиште Малина Попиванова. Проектот го спроведува Бирото за развој на образованието. Јазична писменост е насловот на проектот во кој е вклучено и Основното училиште Малина Попиванова. Како дел од овој проект се одржа семинар на кој што присуствуваа и наставници од ово училиште и за успешно негово реализирање добија сертификати. Ние влеговме во втората фаза на проектот Јазична писменост, кај нас беше реализиран 2013 година, после успешно извршената дисеминација. Наставниците кои беа обучувачи ги посетуваа наставниците часовите во врска со јазичната писменост, така што секој од нив имаше направено портфолио и затоа за нивната успешна работа сега добија и сертификати. Проектот се реализира во повеќе фази и има за цел обезбедување подршка за градење на капацитетите на обучувачите во училиштата и дисеминација на активности во рамките на училиштата во врска со јазична писменост, следење на практичната примена на стекнатите знаења за јазична писменост и следење и оценување на влијанието врз достигнувањата на учениците. Наставниците од ово училиште во континуитет посетуваат семинари, се дообразуваат и добиваат и други сертификати. Семинарот и проектот го спроведува Бирото за развој на образованието. Во Домот на културата Тоша Арсов Виница беше промовирана стихозбирката од Спротива на Ванчо Накев од Штип. Централен мотив на книгата е љубовта. Колку многу може да се направи со малку пари, малку љубов и малку другарство. Ова може да го каже само личност која е од спротива на многу денешни морални норми. Личност која е на противречен курс со сите зли сили, вклучувајќи се и себе си. Ова го кажува авторот Ванчо Накев, роден штипјанец кој живее и работи во Шведска, а кој во Виница ја промовираше стихозбирката од Спротива. На иницијатива на режисерот Симеон Гаврилов, а на покана на Домот на културата Тошо Арсов, професорката Љубинка Донева ја принесе пораката од оваа поетска збирка. Централниот мотив е љубовта и неслучајно првата песна е со наслов Во долината на љубовта, во која се изговара познатата вистина, но на свој и своевиден начин, а тоа е дека кога сме обземени од љубовта, тогаш срцето е полно со песна и мед. Авторот зборува за широчината и силата на љубовта, го водат чувствата на босхит од саканата и тоа го слика. Па некои песни се доживуваат дури и како ликовни проблесоци, славчето, а најубаво може да го свати. Промоцијата на книгата во комбинација со рецитирање на стихови од неколку студенти и средношколци понуди и краток документарен филм за животот на Накев, за неговата актерска улога во неколку играни филмови во Стокхолм. Иако живее и работи во Шведска и Норвешка,
Покрај поезија споделува и активности на хуманитарен план и за Република Македонија имаат набавено неколку противпожарни возила. Ако ја славите ноќта на вештерките, вие свесно се откажувате од Христос. Тоа е само искомерцијализиран празник, што нема никаква врска со православието, апелираат свештениците. Ноќта на вештерките има корени од келтските верувања и традиции и тогаш се славел споменот на богот на мртвите. Таа ноќ се верувало дека се појавуваат духови, вештерки и вампири. Тиквата која постои илјадници години е символ на есента, но и на светлината, па затоа обичај е да се длабат тикви и во нив да се стават свеќи. Децата се маскираат и одат од куќа на куќа, а за тоа добиваат одредени подароци. Но таквото славење и одбележување на ноќта на вештерките се коси со православната вера, апелираат свештениците. Празникот ноќта на вештерките или англиски Хелоуин е празник кој што не е познат на православното предание и на православната традиција, празник кој што буквално навлезе, ние го пречекавме на отворени порти од страна на западната цивилизација, која што, да речеме, повеќето празници или начин на празнување има комерцијален карактер, значи не се празнува литургиски како нас во православието, туку целта на тие празници е да се разменуваат подароци, значи има еден комерцијален карактер. Празникот, ваквиот празник е познат на православието, бидејќи според како што ни учи црковната историја, многумина од светите оци кои што живееле во 4. век се бореле со ваквиот начин на празнување кој што е познат на келтската традиција, на келтското предание. Загрижувачки е тоа што ваквото празнување се појавува и во овие краи, што дури училиштата организираат некакви маскембали, што е спротивно од каноните кои што ги пропишува црквата, колку и да звучиме радикално и за останато, а ние сме должни да го браниме православието, значи колку и да зборуваме дека овие празници се повеќе за забава, прикриени под маските на забавата, сепак тие представуваат буквално еден вид богостапишто, значи го отфрлуваме Христос, се поклонуваме на некои богови кои што се плод на човечката измислица. Келтите се собирале на едно место, палеле логорски оган и со полна трпеза барале од богот на мртвите да се смилостиви и во наредниот период да нема голем број смртни случаи. Ваквите традиции не се својствени за цивилизираните луѓе и доколку се слави ноќта на вештерките, се нарекуваме христијани само на име, додава Арсовски. И за крај од вестите спортската информација. Богата понуда за љубителите на спортот ќе има предстојниот викенд. Сите екипи од Кучани играат на домашен терен, а повеќето од надпреварите се играат внедела. Богатата спортска понуда викендов нуди содржини во сите спортови во кои се надпреваруваат екипите од Кочани. Настаните започнуваат уште в сабота во 10 часот со отворањето на 19-тиот меморијален турнир во борење Андонов Колев. Како надпреварувачи на турнирот пријавени се 30 на млади борачи од 5 клубови, а своите сили борачите ќе ги одмеруваат во категорија на пионери и кадети. По еднонеделна пауза, в сабота продолжуваат и надпреварите во првата македонска фудбалска лига за жени. Ке се игра шестото коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани е домакин на средбата со Тиверија од Струмица. Надпреварот започнува во 12 часот и 30 минути, а ке се одигра на игралиштето во Оризари поради барањето на прволигаш од Брегалница од Штип да се зачува теренот на стадионот во Кочани. Фудбалерките на Младост и НС пак во ова коло гостуваат во Струга на мечот со АС Юнајтед. В недела ќе има вкупно 4 спортски содржини во Кочани, од кои 2 започнуваат во терминот од 11 часот. По еднонеделната пауза продолжуваат надпреварите во првата пинг-понгарска лига, а во рамки на четвртото коло Кочани е домакин на екипата на Пошта 2 од Скопје. По двата последователни порази се очекува нашите пинг-понгари да покажат подсврста игра и да ги освојат бодовите со што би останале во борбата за врвот на табелата. Во истиот термин од 11 часот се игра и надпреварот од 10-тото коло во третата фудбалска лига Исток, во која Осогово е домакин на екипата на Здравје Напредок. Средбата ќе се одигра на игралиштето во Чешиново поради настапот на прволигаш од Брегалница на стадионот Никола Мантов. В недела се играат и кошаркарските надпревари во лигата М18.
Со почеток од 11 часот и 30 минути, баскет Дино ја пречекува Лирија, а средбата се игра во спортската сала на гимназијата Љупчо Сантов. Во 13 часот и 30 минути пак на градскиот стадион Никола Мантов ќе се одигра надпреварот од 13-тото коло на првата македонска фудбалска лига, во која Штипска Брегалница е домакин на екипата на Шкендија. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.